Радио Илинден, Мелбурн. Вести. Молер дипломат во Мелбурн. Кој е молерот од 4 дипломати кои моментално работат во Мелбурн и Камбера, кој стана многу популарен изминативе месеци? Ова прашање си го поставуваат голем дел од македонците кои живеат во Австралија. Во македонската заедница во Австралија наголемо се зборува за дипломатот кој наместо на своето работно место во амбасадата, тој на печалба во Мелбурн работел како молер и тоа кај своји роднини кои имале бизнис за бојадисување куќи, што е многу коментираат македонците во Австралија и прашуваат дали ова некој може да го спречи. Проституција, несериозност, непосветеност, злоупотреба, швалерај, хакерски упади, политички партиски активисти, молерај, долгови, соработници на одредени служби, коцкање и отсутност од работното место. Листата е долга, бидејќи ова се само дел од аферите што ги правеа и се уште ги прават дипломатите, кои се испратени на служба во Австралија, од отварањето на амбасадата па се до денес. Еве едно мало подсетување за македонската јавност. Пред неколку недели Радио Илинден Мелбурн ја откри аферата за хакерскиот упад кој го направи првиот секретар на амбасадата во Камбера. Иако Радио Илинден Мелбурн му се понуди на Министерството за надворешни работи со факти и докази да го истражат случајот и да го санкционираат виновникот, но за жал, веќе трета недела МНР не реагира. Можеби мислат дека секое чудо е за 3 дена, па така и македонците во Австралија ќе забораат на оваа афера и случајот ќе се заташка. Да биде иронијата поголема, место одговор од Министерството за надворешни работи, Радио Илинден Мелбурн експресно доби покана за инспекцијска проверка на студиото во Скопје, и тоа веднаш по објавувањето на скандалозната вест за хакерскиот упад. Дали е ова задушување на демократијата или заплашување на еден слободен медиум? Радио Илинден Мелбурн ниту сака да влезе, ниту пак да биде вовлечено во една валка на игра или војна, но уште еднаш апелира до надлежните да реагираат и да ги санкционираат овие пропусти и неодговорното работење на некои државни службеници, кои се пратени во Австралија да ја вршат својата службена должност и да го прават она за што се платени. Трпението на македонската заедница е при крај, иако надлежните не превземат нешто за решавање на овој скандал. Од македонската заедница ќе превземат други мерки. Нема да дозволиме оваа заразна болест од Македонија да се пресели во Австралија. Како заедница велиме доста е. www.radioilinden.com.au